Во нашата држава не постои социјален диалог, туку социјален монолог. Доколку нашата држава сака да направи голем исчекор кон Европската Унија, покрај политичкиот диалог важен сегмент на кој треба да се обрати големо внимание и социјалниот диалог, смета универзитетскиот професор Андон Мајхошев. Од анализите што ги правел во изминатите 2 децении, професорот констатирал дека социјалниот диалог се одвива од позиција на институционална моќ, што значи дека во трипартитниот договор најголема моќ има владата. Тој социјален диалог се одвива од позиција на моќ. Не се уважуваат аргументите. Мислам дека синдикатите има добри аргументи во Македонија да се почитуваат неговите барањата на вработените, но од разни причини тие аргументи се отфрлаат. И затоа мислам дека ова трипартитно тело тука спаѓа и бипартитниот социјален диалог, диалогот помеѓу работодавачите и диалогот помеѓу синдикатите. Тој диалог исто така треба да биде подинамичен, поефикасен и секогаш аргументите на синдикатите треба да се прифаќаат. Засега, поради неговата слаба општествена моќ, неговите аргументи не ги прифаќаат социјалните партнери. Како позитивен пример на трипартитен социјален диалог, Мајхошев ја посочува Франција. Таму економскиот социјален совет функционира на тој начин, што речиси 50% од иницијативите што ги предлага синдикатот, но и работодавачите се прифаќаат. Кај нас имаме една друга ситуација, а тоа е дека сите иницијативи кои што произлегуваат и од синдикатите и од работодавачите, во случајот од бизнис секторот, значи многу малку се прифаќаат таквите иницијативи. Особено на синдикатот, помеѓу работодавачите и помеѓу владата, понекогаш и во најчест случај има некаква природна коалиција, бидејќи секоја влада инсистира и сака економијата да се развива, да прогресира, да оди напред, а тоа секој пат за жал се оди на штета на самите работници. Пред 1 месец од печат излегоа 3 книги подпишани од Мајхошев, во кои главна тема е социјалниот диалог. Содржините во книгите се темелат на анализи и истражувања правени повеќе од 20 години. Мајхошев смета дека предметот индустријски односи би било добро да влезе како академска дисциплина на сите универзитети, бидејќи проучува еден важен сегмент од општеството, а тоа се односите меѓу трите социјални партнери – владата, работодавачите и синдикатот.